Ова издание на земјоделската емисија Агроспектар го посветуваме на овчарството и надгледувањето на овци. Оваа недела екипата на К1 телевизија го посети овчарот Љупчо Јовановски. Со него поразговаравме за сите оние мерки и оние активности кои што се потребни да се превземат во однос на одгледувањето на овци. Во Република Македонија одгледувањето овци има долга традиција и е поддржано со поволните природни услови, односно стадата се одгледуваат во еколошки чисти зони. Македонија се наоѓа во центарот на Балканот, а повеќе од 50% од земјоделското подрачје, односно околу 660.000 хектари, се високопланински пасишта. Пасиштата заедно со 55.000 хектари ливади представуваат голем ресурс за развојот на овчарството. Според официјалната статистика, за периодот од 2014 година, бројот на овци во земјата е 740.457, од нив 531.160 се расплодни овци, 164.625 се јагниња и едногодишни јагниња, а само 44.672 се овни и стерилни овци. Овците најмногу се одгледувани од страна на руралното население, кое од нив добива добри количини на квалитетно млеко и месо. Вкупниот просек на производство на овчо млеко во 2014 година изнесува 436.257 литри. Овците на индивидуалните фармери произведуваат повеќе литри млеко во однос на овците од предпријатијата. Освен тоа, овчите кожи се барени во штаварниците и во индустријата во производство од кожа. Овците даваат и волна, но во нашата земја таа не постигнува висока вредност. Овчето млеко се преработува во неколку специјалитети, млеко, беловчо сирење, кое е најпопуларно и се продава на домашниот пазар, но мали количини се извезуваат во соседните земји. Овчи кашкавал, кисело млеко и сирутка. Многу добар производ е и младото јагнешко месо. Мекото бело сирење, заедно со јагнешкото месо, ја одразуваат традицијата и вештините на овчарите. Квалитетот на производите се цени како на домашниот, така и на странскиот пазар, а денес речиси 900.000 овци даваат околу 900.000 јагниња и 40.000 тони млеко, од кое главно се прави меко бело овчо сирење. Македонија има традиција на производство на јагнешко месо за извоз. Околу 80% од македонските јагниња се извезуваат во европските земји, главно во Грција и Италија. Помали количини на јагнешко месо се продаваат во Србија, Црна Гора и Кипар и особено во Хрватска, која станува значаен растечки пазар. Јагнешкото месо е признато како еден од главните производи за извоз од македонскиот земјоделски сектор, а тој сектор има голем потенцијал за проширување. Сепак слабата производствена технологија, хигиената и примената на стандардите за квалитет може да се истакнат како значителен проблем. Производителите покажуваат тренд на зголемување на производството на млеко и вкрстосување на раси на овци кои имаат висок потенцијал за производство на млеко. Територијата на општина Чашка, иако не располага со голем дел плодни земјоделски површини, поради незината местоположба, она што ја отсликува како успешна во поглед на земјоделието е токму гранката овчарство. Во овој предел во текот на пролетниот период, доколку патувате на кај областа Азот, може да се забележат овци на паша, но додека пак во зимниот период тие се затворени во трлата на собствениците. Голем дел од лицата кои се занимаваат со овчарство истото го наследеле од своите родители. Таква е и приказната на Љупчо Јовановски, кој заедно со својот татко започнал со 50 овци, а сега имаат многу повеќе. Денеска се наоѓаме на вашето трло, можеме да забележиме дека е доста голямо. Еве, кажете ни како беше почетокот, дали можеби ова сте го наследили од вашиот татко или од вашиот дедо, колку грла на овци имате и еве, која сорта ја одгледувате? Татко ми беа 4 браќа. Значи дедото им ги поделил по 20 овци и така со текот на времето, кога настасав и ја, татко ми појде во пензија и со тоа со приватизациите работа не можев да најдам и од 94 година почнав неактивно да го зголемуваме стадото. Значи имаме 50 овци 94 година и така секоја година се постепено ги зголемуваме. Бевме в село со овците, ама приведејќи сега веќе не може во населено место да ги чуваш овците, така одлучиме да го купиме ново место и ги направиме овие трла. Што продавате? Млекото, месото или пак можеби волната од овцата?
првин јагнето. Значи јагнето треба да го спасиме од мајката, да го изгледаме. Првин го продаваме јагнето, па после млекото и на крај, значи кога ќе после 6 до 7 години овцата која ќе остарее, таа завршува накасов. Значи мора да се продаде. Така. Долку кажавте дека прво продавате јагнето, потоа и млекото како производ од овцата. Дали го продавате млекото како суровина целосно или пак можеби произведувате? 3 месеци млекото како суровина го продаваме докато сме тука, а после 2 месеца одиме на летна испаша во планината Кадица, таму сирење го правиме, бидејќи не можеме да транспортираме млекото до Шишко време, дека се расипе, и таму го правиме сирење, па после на есен сирењето го пласираме на домашни пазари тука. Така, рековте дека го продавате млекото, каде го продавате? Во Битолска млекара. Како сте задоволни од соработката со Битолска млекара? До сега овие години од кога почнаме да го даваме во Битолска млекара, значи задоволни сме. До 15 наредниот месец парите ни исплаќаат. Малку цената заостана, значи многу години цената тука 35 до 36 динара. И тука има едно, значи го почињаат со 37 динара и секој месец се намалува дојде на по 1 денар. Тука треба малку да биде прибедејќи веќе сите суровини, сите еве и за стоката, концентрати, лекови се покачuje. Малку е ниска цената, ама мораме така да биде. Овде овците се во Трлото. Како ги носите на бачило во планината, бидејќи кажете дека горе ви е бачилото на планината? Овците одат пасенката овците, а ние сега моментално, значи неколку години одиме со трактор, а имаше голем период, негде околу 10 години се мачевне стварно многу макар, одевне со коњи, пат немаше доволно, па кога ќе појдеш таму рачуне, значи цела куќа ја селиш. Од храна за луѓето, канти за сирењето, маја, сол, значи за храна за кучињата треба. Имаме 20 кучиња, треба и тие да јадат. И така дојде татко ми, значи одлучивме мораше пат да направиме. Имаше до негде пат правено шумското и од тука одлучивме ние сами 2,5 километра правиме пат до Бачило. Сега е подобро, со трактор, со кола се оди до Бачило и зидавне таму. Едно, значи условите си ги полеснивне малце, а имаше доста години што стварно многу се мачевне. Значи со коњ да носиш со едно, 2 или 3 довичина, се треба да понесеш, беше стварно тешко тогаш. Така. Кога веќе го спомнавме Бачилото и кога спомнавме планината, квалитетна ли е храната, односно тревата која што ја пасат, нели? Ако пасат квалитетна трева, ќе добиете. Да, питома паша, имаме и квалитетно сирење. Сирење и стоката испаѓа здрава. Так. Сега страшно има дивина, има онаква, али Каков вид на овца рековте дека одгледувате? Вака ја имам мелези со оваси, овците беа на времето праменки, после ги измелези со оваси. Сега моментално ја значи сум задоволен од овците мои со млекото. Негдека добивам од 750 до 850 грама, зависи према годината, просек дневно на кога е првиот месец и вториот во сезона на мозење. Од што зависи еве колку млеко ќе добиете? Тоа зависи од годината. Од што зависи? Да, види, тоа зависи многу работи. Значи има еден дедо што викаше, кој ќе има нешто торба, во торбата треба да има. И ми викаше внучко, кој ќе неместо коски да раниш, ради месо. И тоа го сватив ја наследно од дедото, па татко ми, па и ред други. Значи треба да ја спремаш овцата. Прво да ја спремаш пред јагнило, да ја зачува на снагата, да биде во добра кондиција и да направи виме. Значи кога ќе се обилни са јагнето да барем 3-4 дена да не може да ја цицуе, значи тогаш имаш подобро. Јагнијата побрзо втасујат, поразвиена и ќе има повеќе млеко. Ако е слаба, ако не е доволно развиена, значи не може да само се да обстане. А вамо јагнето. И така, значи тоа ми е наследно тоа, значи колку и за мене да нема, ама стоката мора да биде на време на ранета и чувана како што треба. Лјупчо Јовановски вели дека Трлото го изградил сам, дел по дел, тула по тула. Успеал да изгради Трло, кое сега е дом на неколку илјади овци. Вели дека изградбата била тешка, но исплатлива. Ова е доста големо, ама многу време ни требаше. Први направиме Трла со слама. Значи ја кажувам, маката беше многу голема. Потекнуваме малку од посеромашка фамилија. Бевне в село, па дојдовме тука. Први со слама направивме. И како работевне, како по некој динар собиравне, така поштовне. Едно Трло да зидаме, па уште едно, и сега сите овие останати се направени, значи за овие 13 години. Онако, земавме еден трактор и така си ја полеснуваме работата и така, значи, штом кога ќе земеш некој динар, ќе трошиш до половината. Од половината мораш да ги чуваш, оти не знаеш што ќе дојде за понатака. И тоа како заработуваме, така капитал стваравме.
Јовановски млекото го продава во битолска млекара. Вели задоволен од исплатата која редовно се врши од страна на компанијата, на која со години го продава произведеното млеко. Плаќаат млекото ни го плаќаат, јагнијата работам, значи многу години со една фирма, тоа од Велесје. Јагнијата му ги давам него, на време човекот не ги плаќа, значи тоа сега сум немал проблеми и прибедејќи на турки ги немам и дадено. Значи не да некого да напаѓам, некого да работам само со една фирма до сега. Човекот не ги плаќа на време, проблеми немало до сега. Добро, во зимниот период обично се јагнат овци. Кажете ни како оди тој процес? Тежок. Значи треба првин трло да имаш обезбедено. Треба да имаш преградено посебно за мајките што ќе се јагнат ноќта, која е, например, оваа ноќ беше минус 12, минус 13 додека. Значи јагнето, самото пораѓање мајка му, тоа е водено. Значи мора малку да му пружиш помош. Во потопла просторија да го затвориш, да го задуиш, за да од самото млеко, мајчиното млеко, добива топлина и нема. Ако не го задуиш, ако не го приметиш на време, и може да замрзне и после мајката останува без јагне, па треба да друго да даваш, така се малтретира и мајката и ние исто. Так, освен тоа што во зимниот период имате поголема обврска, што правите, односно во летниот период кога нели ги односите на бачало, тогаш може би е полесно, освен што се јагнат зимно време, што друго всушност имате вие обврски околу јагнињата да ги, освен да ги нахраните, нели нормално? Па има тука голема процедура. Треба први ние да ги извадиме здрави и прави да може секој јагне мајката да си ја најде. Па после кој ќе направи 14 дена, па треба да ги храниме. Приметивме дека нема дотки други мајки, својата мајка се така, секој е да си ја знае мајка, после ги храниме и почетокот на јагнијата да ги храниме. И тука има еден период, неколку дена, зависи до храната. Оти приведејќи јагнето е навикнато на мешиното млеко и тогаш со концентратите па може да дојде до проливи, до едно друго. Значи мора да пратиш кој концентрат го јадат јагнијата, која храна јадат, колку јадат. Оти тоа е мало, не знае ако ставиш повеќе и ако се прејаде има последици. Значи тоа мора, значи треба стварно да си ја познаваме работата, па да ја работиме. Оти некој многу пати вика, абе чува овци или вака, значи и нашата работа е некоја професија. Така, кога исполнавме храната, знаеме дека вие покрај со овчарство имате дел и земјоделски површини, каде всушност обедувате храна токму за овие овци. Да, значи колку е ова значено да имате многу, да се заштедува? Многу, значи, а сепак не е 100% заштедување, предвидејќи има тука трошок, косиш, балираш, носиш транспорт, али 50% трошокот го намалуваме. Ја ето имам значи толку стока, се уште немам купено габеста храна, а зрнестата зависи некој пат купували 50% ја обезбедувам и зрнестата храна. Јашпен, вертикале. Колку е хектари на обработлива почва имате? 20 хектара обработлива почва работам за жито и имам негде околу 5 хектара детелина сеано. Доволно ли ви е всушност таа површина? Дали може би ви треба и поголема површина? Види, што повеќе површина, повеќе храна обезбедуваш. Оти малку треба, некој пат и на земјата да дадеме да одмори, треба плодоред да направиме. А ние сме така ограничени, значи ќе ни треба уште малку земја да земеме, да направиме плодоред. Оти некој пат треба царевка да насадиш, правиме силажа за стоката. Да. Али се снаоѓаме нешто тука имаме почирја, ниви и така. А сега државата всушност им дава можност на земјоделците да откупат државни. Дали може би сте размислувале на оваа тема? Види, тоа треба први да видиме колку пари ќе се понуди. Оти ние по секако ќе да се плаќаме. Да. Ако се условите на 20-30 години постепено, значи таа површина може да откупиме, ќе остане за наследство и за децата. И вака договорот кој ќе помине
Макар ја, например, да имам блок што го ѓубрам. Годишно од овците сето ѓубрето го носам на површината. Ако ќе помине договорот, тогаш па одиш со истите проблеми со документи, се дали ќе добиеш или нема да добиеш. А сепак кога го купиш, тоа е веќе твое. Живее ли од оваа гранка од земјоделието? Како да кажеме, се живее, али сепак треба да водиш рачун колку ќе земеш, колку ќе заработиш и колку ќе потрошиш. Оди не е битно само кога ќе земеш парите, па да видовне на купче пари, можеме да појдеме на одмор или за без потреба парите да ги потрошиме. Значи, првин треба екзистенција за фамилијата дома, за стоката, за земјата, значи ние од грбот на овците сите трошкови ги покриваме. И така да е, значи, е среден живот. Не можеме да се жалиме да речеме дека не може да се живее, а па не можеме да се фалиме дека многу може раскошно да се живее. Значи еден среден живот може да се живее, значи на куќа да средно така не богато ни сиромашко да обстане. Колку еве државата вложува во оваа гранка во овчарството, затоа што таа континуирано вложува во земјоделието, па еве колку издвојува средства токму за вас овчарите за одгледување на овци? Па види, во овчарството вложува со субвенциите. Значи добиваме субвенции за овците, добиваме субвенции за стаено женско јагне за приплод и сега еве неколку години веќе за органското. Значи за органско тоа се дополнителни субвенции. Оваа година по 300 динара беше од овца. Ние имаме неподнесено за органско и парите ги чакаме сега са субвенциите кои ќе бидат после и органското. Кажавте дека на неколку начини се субвенционира во овчарството. Иве, може ли малце подетално да ми ги кажете ова со женското грло, како беше, посебно со органското, што треба да направите за да прикажете дека вие сте органски производител на јагне? За да прикажеме, вадиме условите, значи сертификат вадиме и треба храната, значи што ја јадат стоката да биде органска, да не биде прскана со пестициди и така. Затоа ние дел од храната, скоро габестата храна 100% е наша, а зрнестата зависи до период на годината. Минатата година воопшто не купивме, оваа година имаше зрачење во мај, така малце ни подбација и купивме нешто од храната. Значи нашата храна ние ѓубрето го носиме од овците во нивата, а храната па враќаме па назад. Значи еден круг е тука, значи поврзано. Така еве и со механизацијата, значи механизацијата ни помага. Значи затоа со добра механизација, добро ќе сработиш, ќе се роди повеќе. Неодамна го добивте овој прекрасен, би рекла, трактор, кој што верувам дека ви од големо значење. Еве, што е она што дополнително можеби ви е потребно при одгледувањето на храна за овците? Никој пат не е ништо доста. Ако пратиш и годиш напред, се треба некој новитет да. Сега го земавме овој трактор, 75% повратни средства треба да не се вратат. И тој трактор ми е исто земен пред некоја година, ама онма мислиме да сега требало сеалка да се земе, требало пумпа да се земе, нова балирачка да се земе, оти сепак новото си е ново. Значи тоа ќе оплатиш поскапо, ама после повратните средства испаѓа многу поевтино и поквалитетно. Има сега современи балирачки во ролништо и да фати времето да врне, значи не се расипува сеното. Ако не вака го балираш, па треба луѓе за товарање, требало тогаш не брзаш. Во ролни е завиткано, ако не денеска, утре ќе отоварам сеното. Колку еве средствата од ИПАРД програмата за механизација и модернизација на земјоделието помага конкретно за производство еве во вашиот случај на храна? Многу. Значи, реков на и преска, со добра механизација, значи подобро ќе сработиш, побрзо ќе сработиш, сепак ново си е ново, ќе појдеш на орање денеска да со стара, те гума се скинало, откажало, еднакво времето го губиш, работата не е сработена. Во однос на
органското производство. Општина вашето јагне се извезува во Италија, Да, Бугарско? да. Може малку повеќе околу тоа да ни кажете? Па видите, ние ги продаваме сите накупи нијата. Значи, кога ќе втаа сад за великденските празници, ги продаваме накуп и парите ги пуштаат на некој. Тоа јагне оди на италијанскиот пазар. Кланицата од Кавадарци ги зима серта. Дали еве можеби со оглед на тоа дека е органско, можеби цената е повисока на продажбата на јагнето или пак Тука е цената. Тука е цената, значи и за органските и за неорганските. Тоа и во Прилеп, и во Битула, и во Теово, и во Врене се цената тука се движи. Покрај Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, покрај подрачната единица, бидејќи земјоделието е ланчен систем, не може без финансиска поддршка од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието. Во континуитет таа вложува во оваа гранка се со цел развој и напредок во земјоделието. Од друга страна пак Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието со цел да им го скрати патот на земјоделците во неколку општини и села отвори дисперзирани канцеларии кои редовно ги посетуваат советниците на агенцијата. Земјоделците велат дека тие се причината поради кои тие секогаш навреме ги дознаваат сите новитети во однос на отворени тендери, конкурси и слично. Агенцијата е многу поблиску сега. Има во Чашка канцеларија, има во Извор, имаме во Теово канцеларија, веќе 5-6 години има во Теово. И тоа многу значи, имаше на на камено тежи на местото. Јас со оваа стока да не губам, додам до Велес за документи, за некоја информација, за некој совет, ако ќе дојдат тука во Теово, значи многу не кратко времето ќе појдеш, луѓето се многу ферт, значи сите информации, дали е за рурален развој, дали е за тендер за земја или што и да е, ние сте информирани. Еве сега пред неколку дена заврши тендер за доделување на државно земјоделско земјиште, баш и ние конкуриравме. За жал немаше во нашиот овдека крај, во Извори Долно Врановци. Понесовме документи, ги пуштивме, сега чекаме да ни се јава, тоа ќе биде електронско надавање. Кој поќе ќе даде, тој ќе земе, значи тука нема лутење, али за сите информации бевме информирани преку агенцијата. Она што е сега новитет е тоа што електронски ќе можете и од дома да ги поднесувате апликациите за ИПАРД програмата и за програмата за рурален развој. Колку е ова ја леснува вашата работа првенствено, а потоа и работата на Ја лесно добиваш во време, највеќе на нас не потребно времето. Значи за околу овчарството наше или за земјоделието, значи времето е најважно. Многу е битно ти од дома ќе појдеш ќе проверуваш на компјутерот. И онако, а сега додиме до Велес, денеска денот го ден губиш, па дали ќе завршиш работата или не, па се враќаш назад, а овдека си пратиш и до тукашната работа што треба да ја завршиме и за тендери за рурален развој. Минатата година овчарите во Македонија се соочија со болеста син јазик, која застрашувачки брзо се ширела. Болеста син јазик всушност е вирусно заболување кое ги напаѓа преживарите, а се пренесува преку инсекти кои се заразуваат со вирусот кога цицаат крв од инфицираните животни. Не се пренесува од животно на животно и не постои ризик по здравието на луѓето. Болеста различно се манифестира кај различни видови животни. Во најтешка форма се јавува кај овците, каде предизвикува намалување на телесната тежина, намалување на млечноста, нарушување во растот на волната и можна смртност. Морталитетот варира од 2 до 30% кај заболените животни, но може да достигне до 70%. Најтешка болест беше синиот јазик. Што се подразбира под таа болест? Значи таа болест која минатата година која фати, значи тоа беше неизбежно, дали беше вирус или како беше, ги фати секдека и самите и ветеринарците. И ние како гледувачи, крајот не можеме да го најдеме. Една лечиш, ваму се фатило веќе друга и тоа беше стварно страшно, значи бевне сите исплашени, мислевме дека ќе дојде до изумирање. Уште оваа година ако не фатеше, значи стварно не знаеме. Значи кај мене имаше 50 до 60 овци што умреа, бевне в планина, значи условите потешки за транспорт, за лекување, али сепак значи тоа запре оваа година добри бевне со тоа, инаку болести сепак фаќа, кривотница фаќа, маститис фаќаат. Тоа тие се стандардни што се вика. Кога има овци не може во близина да нема и волци. И трлото на Јовановски страда од напад од волци. Јовановски вели дека засега добро се справува со нив, но затоа вели дека има околу 5 кучиња кои одлично си ја завршуваат работата. Планинско место доаѓаат.
Значи, тоа волкот нема, што рекеше стар човек, кај волкот звонец не носи. Не знаеш во кој момент и кога ќе дојде. Не е, местото наше многу страстното, не е чисто место, па да вардиш од една страна, ако варди овчар, од друга страна, може да си земе волкот. Како се справувате со волците? Со волците раниме повеќе кучиња, така да се спасуваме. Инаку, ако не раниш кучиња, ќе раниш волци. 2 милиарди 46 милиони денари или над 33 милиони евра ќе чини годинешната програма за рурален развој и поддршка на земјоделието. Истата ќе биде намената главно за поддршка на земјоделските стопанства, за нивна механизација, опрема и се друго што им е потребно. Програмата исто така е наменета и за општините во руралните средини за изградба на различни инфраструктурни проекти кои би им помогнале на земјоделците. Со ова во голем дел ќе се реализираат плановите кои земјоделците веќе ги испланирале. Кога сакаме да очуваме овој број, значи ич бројот да не расте, али 10% од вкупниот број треба да оставиме. Ако не повеќе, но 150 женски јагниња треба да оставиме, предвидејќи некој ќе умре, некој е змија, некој е даши. Тоа е факт дека дека мора да исплани. И на есен па старите овци ги чистиме. Некоја стара, некоја ќе се расипе, значи тоа е жива стока. Значи кало мора да има. За бројот да го дошуваме, ако планираме да продадеме 100, треба 150 да оставиме, така наредната година да биде овој број. Ако планираме да го зголемиме, ќе оставиме повеќе и така. Претпоставувам дека најмногу јагниња продавате, да речам, во текот на предвеликденските празници. Да. Тогаш најмногу. Така и сега се јагнати таман да бидат за великденските празници втасани. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објави јавниот повик за доставување на барања за користење средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година за инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства, инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни индустријски култури. Средствата се наменети за инвестиции за набавка на нови основни средства, оперативни трошоци поврзани со набавените средства и останати трошоци предвидени со програмата за рурален развој за 2016 година. Финансиската поддршка се исплаќа по принцип на кофинансирање на завршени и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од 50% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци за инвестиции, доколку поинаку не е определено. Барањата се поднесуваат електронски по извршена регистрација на е-барање. Го оставивме Чичко Љупчо на трлото, каде што во моментов се јагнат овците. Инаку, овде ја завршуваме оваа емисија на Агроспектар со нова тема и нови соговорници се гледаме за 7 дена.